Значи денес е празникот на сите лозари пред се, бидејќи Македонија е лозарска земја, и на овоштарите сите и на се што е што се бави со земјоделие. Некои од нашите сестрински цркви го празнуват Свети Ѓорги како празник на земјоделството, ама ние си го празнуваме по се и над се Свети Трифун. Навистина Свети Трифун бил земјоделец. Припрост човек, без необразован, неук, но многу силен, без писание, учен. Свети Трифун е центар на сите зимни празници што се уврзани со човештвото. Имено еден светотец вика дека до кога има пченично зрно на земјата, додека се произведува и до кога се произведува винска лоза, значи ќе постои светот. После тоа ќе го нема светот. Такви се неговите предвидувања. Тоа значи дека како лани што благословивме на овие поседи на предпријатието Гораст, односно во собственост на предпријатието Грост овие посеви, луѓето пак нек поканија годинава, бидејќи тие се набожно семејство, традицијата да не ја изгубиме, еве ги благословивме лозјата, годинава да ни дадат многу плод, бидејќи зимата ни е плодна, односно благопријатна, со снегови и со дождови, па така и летото да ни биде благопријатно, да ни даде добри плодови, но во секој случај лозјето прво бара мотика, па после плодови. Нека му е благословено не само на овие посеви благословот наш да се излие врз лозјата, туку и врз сите овоштарници во нашата Струмичко колја, особено на која што робуваме сите ние локал патриоти. Да ни е здрав и жив домаќинот, да не кажам газдата, оти газда, тоа е тешок збор и голем збор е, да го поздравам и благословот да така. Многу бого кажа гледатели, газда е на сите Господ Бог, а ние сите сме чираци, служители на ова секојдневие. Нека му е благословено нему и на сите нас. Амин. И празникот и посевите и до година со здравје пак со вас заедно, деца.
Денес е ден, голем празник, Свети Трифун. Ја користам приликава да на сите лозари во Република Македонија им го честитам празникот Свети Трифун. Со надеж дека лозарство во Македонија ќе достигне на малку повисока скала следната година и дека виното ќе постигне по голема цена, ќе постигнеме со Господ напред и подобар квалитет и дека не ќе имаме такви проблеми 2012 година со продажбата на виното. И се надевам дека Господ Бог ќе биде со сите нас, ќе имаме помалку проблеми во текмото производство на нашите лозови и насади и на сите лозари во Република Македонија.